Денес во рамките на своите редовни работни активности имам посета на општина Радовиш. Сега ќе имаме и состанок со представниците на општината, каде што ќе поразговараме и за прогресот на проектите кои што се споредуваат како дел од програмата за работа на градоначалниките на општината и што е она што владата може да помогне во позабрзана реализација на овие проекти. Целта е директно од прва рака да се запознам со спроведувањето на владините политики, со проблемите со кои што реално на терен се соочуваат и инспекторите и оние кои што работат во овие државни органи што ги споменав, со цел да се потпомогне на граѓаните полесно да ги добиваат услугите кои што треба да ги доставува државата, но и да видиме дали може да има некои предлози понатамошни за развивање на политиките на владата повторно во интерес на граѓаните. Верувам дека оваа средба ќе биде корисна и за нив, бидејќи дел од размислувањата и што е она што владата има намера да го прави во следниот период им го пренесовме, но сепак главниот фокус ќе биде на средбата со градоначалникот, бидејќи за граѓаните на Радовиш најважно е да програмата која што уште за време на изборите ја промовиравме заеднички, да таа биде реализирана во што поголем домен, во што поголем степен и онаму каде што може да се направи нешто повеќе од она што е ветено. Имаме прилика да отвориме повеќе прашања и во делот на земјоделието и односно во однос на целокупното општествено политичко живење и на повеќе сегменти на кои што ние мислиме дека ќе треба да дадеме заеднички приоритет. Во прилика е само сакам да искажеме на јавна благодарност до владата на Република Македонија за целокупната досегашна поддршка на општина Радовиш во повеќе сегменти на нашето делување. И знаете вие дека благодарение на таа поддршка во Радовиш се случени доста капитални инвестиции и во делот на патната инфраструктура, во делот на спортот и ред други проекти кои што се реализираат, се во фаза на реализирање и доправа денес ќе поразговараме за динамика на некои значајни проекти кои што ќе се случат во Радовиш за релативно брзо време. Во прилика сакам да информирам благодарение на таа поддршка денес добивме информација, односно склучивме договор со Агенцијата за поддршка и развој на земјоделието да општина Радовиш добие грант од 15 милиони денари. 11 милиони денари ќе ги искористиме за целосна реконструкција на Домот на културата во селото Оровица и 4 милиони денари ќе искористиме за изработка на детално урбанистички планови по сите населени места, всушност кое што прашање беше отворено, сега со помош на овие средства ќе имаме прилика да ги затвориме. Ќе поразговараме и за технолошко-индустријската развојна зона, која што интензивно се подготвува техничка документација за распишување на тендер за избор на фирма која што ќе гради инфраструктурата, за некои правни субјекти кои што треба да ги рестартираме. Владата интензивно е посветена и благодарение на таа посветеност на владата веќе од денес и фабриката Декортекс има собственик кој што до нова година ќе вработи 50 луѓе. Ќе поразговараме и за другите капацитети како што е стоковната куќа, ХУНАП, Јако 80, Јака табак и мислам дека ако продолжиме со оваа динамика ние ќе бидеме повеќе од задоволни.